До крајот на август ќе се знае кандидатот за градоначалник на СДСМ за Струмица. Вака најави партискиот лидер Зоран Заев. Тој вели дека за овие општини каде веќе има анализи и изготвени анкети, може да се знае кандидатот и порано. Така, за оние општини за кои се сигурни, Социјалдемократскиот сојуз ќе ги објават кандидатите за градоначалници кон крајот на месец јули. Според изјавите на Заев, ќе се прават анкети за да се провери мислењето на граѓаните. Тие ќе диктираат кој ќе биде најсоодветно име за градоначалник на одредена општина. Претходните месеци, Заев најави дека од југоистокот е задоволен од неколку градоначалници, со што најави дека е можно да бидат кандидати и за втор мандат. Актуелниот градоначалник на Струмица, Коста Јаневски, во последното гостување во емисијата Визави на ТВ канал ВИС, изјави дека има намера да се кандидира повторно ако добие доверба од партијата и граѓаните. Овие резултати, вклучително и минатогодишните и предминатогодишните, ако ги гледаме овие резултати на реализација на буџетот, реализација на капитални проекти, ќе видите дека се прилично солидни резултати и мислам дека високо не котираат во однос на во рамките на нашата држава. Тука сум апсолутно сигурен, може и вие сами да го проверите. Многу проекти се во тек на градба, многу проекти ќе се финишираат и ќе зафатат и во следниот мандат. Ова може би е една од мотивациите кои што ме тера да кажам да, јас ќе се понудам на нашите граѓани, ако може да ги проценат овие вредности вистински, аналитично, искрено, да продолжиме со ваков тренд и уште подобар тренд, бидејќи јас имам веќе една поскенирана визија за нашата општина. Апсолутно сум сигурен во однос на онаа кога првиот мандат се кандидирам. Јас се понудувам на нашите сограѓани, се понудувам на нашите субјекти и сигурен сум дека можам да дадам сега уште повеќе од онаа што досега сум го прожил. Значи, одговорот би бил да, доколку зависи од мене. За сега од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ нема шпекулации со можни имиња за кандидат за градоначалник на општина Струмица. Кандидатските листи за градоначалници треба да бидат готови во првата половина на септември, кога ќе се поднесат и до Државната изборна комисија.